Проектот Екомисија има за цел да го заштити биодиверзитетот во Диквешкиот регион преку контрола на инвазивниот вид Solanum eleagnifolium, односно сребрено-листен зрнец. Овој плевел е токсичен за добитокот, содржи отровни материи кои внесени преку сточната храна може да предизвикаат труење и економски загуби на сточарите. Апелирам, доколку не идите на ова растение со виолетов цвет и сребрени листови, веднаш да не известите и да го пријавите на нашата веб страна invazivni.mk. I am here to exchange good practices between institutions in the United States, focusing on this invasive plant in between there and here in Macedonia. Се наоѓаме на заобиколниот индустријски пат во Неготино, место каде што за прв пат го забележавме ова инвазивно растение. Се претпоставува ова растение е донесено како слеп патник од Грција со помош на шлепери. Во минатото имаше интензивен транспорт на руда од Гевгелија до Кавадарци. Овој плевел Solanum eleagnifolium спаѓа во фамилијата на соланаце, односно стратешките наши култури, тоа се патлиџанот, компирите, пиперките. Значи цветот му е исти како патлиџанот и по тоа се разликува и се воочува, многу полесно се наоѓа во природата. Се наоѓаме на второто жариште во Теквишијата, а тоа е регионалниот пат Неготино-Кавадарци, значи пред селото Марена. Овде може да видите како изгледа отровниот плевел Solanum eleagnifolium. По препорака на професорот Звонко Пацановски, протоколот на уништување на овој плевел е пробен да се направи физичко отстранување, односно корнење на старите минатогодишни изданоци кои што беа полни со плодови и со семе, за да го спречиме размножувањето со семки. Појавени се нови изданоци и од семките и од големиот корен што го има напред. Плевелот се наоѓа веднаш до асфалтот, бидејќи е многу отпорен и издржлив на сушни предели, многу брзо се расширува и нашата цел е да направиме контрола на овој отровен плевел. Бидејќи ако не направиме контрола, тогаш тој многу лесно ќе се префрли на обработливото земјиште и тогаш е многу касно за негово истребување. Сега имаме мал број на садници од плевелот, така да можеме да го контролираме и затоа овој апел е до граѓаните да го пријават додека се наоѓа во мали примероци, како овде, се со цел да не дозволиме да се расшири овој плевел, затоа што после ќе биде многу касно. Неговите штетни се повеќе кратни и по однос на растителното производство, затоа што како доцно пролетен плевел ги заплевелува окопните и градинарските култури кои што се одгледуваат во временски период, како и повеќе годишните лозови овошни насади, а особено е штетен во маслинарниците во регионот на Грција, Мароко, Тунис, односно земјите кои гравитираат на Средоземното море. Покрај тоа, штетен е и за домашните животни, затоа што како растение е прилично токсичен, содржи голем процент на алкалоиди, гликозиди, сапонини, кои што го прават отровно растение и кое што доколку се внеси во животинскиот организам може да предизвика одредени состојби на интоксикација кај домашните животни. Понатаму, слични состојби на интоксикација може да предизвика и кај луѓето, иако се тие поретки, меѓутоа она што е карактеристично е дека под целокупната негова должина, ако може да се примети овде, стеблото е обраснато со боцки, кои што силно се иритирачки, односно ја иритираат кожата на луѓето и може да предизвикаат нелагодности, односно осип по истата. И главната штета, надвор од обработливите површини и надвор од покрај овие штети кои што ги спомнав по здравјето на луѓето и животните, ја предизвикува и во спонтанните екосистеми, затоа што ради неговиот инвазивен карактер, масовното размножување и на вегетативен и преку генеративен начин доведува до потиснување на автохтоната или нативната флора и масовно ширење на необработливите површини.